слава, учители, просветители, за многогодини денот, браќа и сестри, македонци. Ni prela gora
Да славиме денес светол празник. Да славиме и да пеем за браќата Кирил и Методи, за нашите просветители. О, колку сме ви благодарни за се што сторивте за нас. Во мракот вие бевте светлост, за секој словен бевте спас. Христос воскресе. Ваше високо преосвештенство, почитувани советници на општина Велес, почитуван директор на музеј на град Велес, господин Ангел Коруновски, почитуван директор на јавното комунално предпријатие Дервен, господин Горан Нунчев, честно свештенство, почитувани просветители, учители, почитувани гости, драги браќа и сестри македонци. Добродојдовте во овој храм на светлина и љубов. Дозволете ми да ве поздравам и да искажам длабока благодарност за вашето присуство со кое искажуваме чест и почит кон најголемите учители, нашите просветители, браќата Свети Кирил и Методи. Овој велелепен храм со благослов од Бога и под будното око на нашиот духовен татко, митрополит Повардарски господин Агатангел, се градеше скоро 11 години и се уредуваше внатрешно и надворешно, за денес да биде најубавото обележје во центарот на нашиот град, да биде место каде сите наши верници можат да црпат од духовниот извор животворна вода за спасение на нивните души. Со изградбата на овој храм, Велес доби еден величествен црковен дом во центарот на градот кој го носи името на нашите учители, сесловенските и македонски просветители, светите браќа Кирил и Методи. Овој пресветол храм, како бедам, ја покажува христијанската непокорливост, вера и љубов кон Христа, воскреснатиот. Вечерва, во чест на светите браќа Кирил и Методи, ние го славиме Словото, светлината и днината. Ги славиме оние на кои сме им вечни должици, вечни поклоненици, вечно благодарни за се што сторија за нас, македонците. Дозволете да се заблагодариме на општина Велес и на градоначалникот на општината, господинот Марко Колев, за нивната несебична поддршка на ова свечено чествување, со надеж да премине на вековна традиција во нашиот град. Го повикувам да ви се обрати и да ве поздрави секретарот на нашата Повардарска епархија, протојаконот Владко Стоименов. Повелете. Ваше високо преосвештенство, почитувани представници на општина Велес, почитувани учители, наставници, ученици, директори, почитувани гости, драги браќи и сестри. Секој празник со себе носи можности за соочување и истражување на минатото, за согледување на колективните лични слабости, но и успеси. Слабостите трапеливо ќе ги обработиме и од нив правилно ќе се подучиме, за никогаш повеќе да не ги повториме. А од успесите ќе се израдуваме, но и ќе се вдохновиме и инспирираме. Самата смисла на еден празник е проникната во сеќавањето. Неговата символика и внатрешно значење не е само една обична честица од минатото, една затрупана и заборавена историја. Напротив, празникот е централна опора и стожер околу кој постојано и непрестојно во циклични кругови се вртат сите човечки ресурси, сите народни и национални напори и подвизи, кои повторно и повторно се повикуваат во сегашноста, се опредметнуваат во нашата реалност и во нашето секојдневно самосознание. Од памтивек до денеска, празникот всушност ни е даден како дар Божи за наше
постојано себе преиспитување и себе надоградување. Без еден ваков пристап кон денот, кон настанот или кон достигнувањето на одредени луѓе на кои се сеќаваме, ќе се изгуби основната смисла и значење на оно што го празнуваме, бидејќи од тие духовни длабочини нема да можеме да извлечеме никаква полза или поука која ќе ги облагороди нашите личности или ќе го зајакне нашето непосредно општество. Празникот не смее да престане да поучува и да воспитува, па да премине во обична форма и формалност, да се претвори во некакво здодевно бреме или натурен јарен, да го изгуби сјајот и блесокот на радоста, да не ги поттикне чувството за достигнатиот сенационален духовен успех. Празникот, ако правилно не се празнува, ќе стане обичен и празен ден. Ќе се претвори во ден за трошење на и така малите ресурси од нашиот скромен духовен потенцијал. На ова треба особено да внимаваме. Мораме сите заеднички помалку да придонесеме и да створиме една исправна култура на празнување, која како традиционална вредност ќе ја пренесеме на нашите деца, на идните македонски генерации. Денес, со благодатен трепет се сеќаваме, ги славиме и празнуваме светите браќа Кирил и Методи, едни исклучителни личности од нашата славна и богата историја. Тие преку делата на нивните благородни раце ни оставија во наследство вечни вредности, зашто ние како народ македонски еднодушно им благодариме. Тоа е најмалку што можеме да го сториме за овие наши сенародни патриарси. Стоиме пред нив, како со достојна почит, така и со зачуденост, поради нашата слабост и ограниченост. Нивната мисија, нивното неповторливо благородно дело, погледнато со очите на современиот човек, е просто неверојатно и недостижно, а во некои аспекти дури е и несватливо за нас модерните луѓе. Затоа, еве за момент ќе се обидеме да се префрлиме во тоа време и во тие услови, за да ја сватиме смислата и целта на оваа поемата. Свети Кирил филозоф, пораснал на царскиот двор и со тек на време станал еден од најучените, најавторитетните и најспособните луѓе во царството. Бил професор и началник на филозофската катедра во најелитниот универзитет во светот. Бил припадник на високите кругови во Константинопол. Му бил личен пријател на цариградскиот патриарх Фотий и му бил школски другар и човек од доверба на византискиот император Михаил, кој во тоа време е најмокниот владетел во целата Европа. Неговиот постар брат Свети Методий уште во својата рана младост се стекнал со слава во византиската армија. Според својата физичка сила бил споредуван со библискиот Самсон. Бил настојчив и решителен како Исус Навин. Бил обдарен со мудрост како старозаветните пророци. Имал изворен надарба за иконопис и фрескоживење. Тој лично од царот бил награден со војводски чин и бил именуван за кнез и управник во тогаш многу важната брегалничка област од царството. Како резултат од долгогодишната работа и престој меѓу своите сонародници, тој издал воен законник, напишен на македонско-словенски јазик, но со грчки дух. И двајцата потекнувале од богато и угледно македонско-словенско семејство. Целиот свој живот тие можеле да го поминат во лежерност и удобност, зашто и на двајцата им било предодредено и овозможено да изградат кариери секој во својата област и да ги изживеат сите удобствија што им ги пружале нивната висока положба и нивните лични достигнувања. Но на царскиот двор стигнало писмо со молба од моравскиот кнез Ростислав, со што се сменил текот на историјата на европската цивилизација, а се сменил, се разбира, и животот на овие двајца великани
пред кој била поставена тешка задача, но и исклучително неизвестен предизвик, кој воопшто не може да биде измерен според вообичаените човечки мерила, ниту пак да биде спореден со некаков нему сличен и дотогаш познат пример. Овој предизвик изискувал обемна подготовка. Требало да се почне не само од почетот туку уште пред самиот почет. Впрочем, што е потребно за да се описмени, просветли и освети еден толку броен народ како што биле словените? Одговорот е едноставен. Потребна е силна волја, неповторлива и исклучителна храброст. Потребно е големо знаење, голема љубов, спремност за самопожртвување, широка душа, напуштање на стравот и на сите баналности, но и на секоја потиштеност и слабокрвност. Најмногу од се, потребна е силна вера во светата десница Божја. Бог е тој кој раководи, создава, креира и благословува. Со еден збор, потребно е Божјо чудо. Потребно е се да биде подредено, почнувајќи од аз, буки и веди, па се до јус, тита и ижица. Твое е да имаш правилна молитва. Неуморно да работиш на дадениот талент. Да не го закопуваш во земја. Да не се правдаш и само оправдуваш. Христос е тука, покрај тебе на дофат. Он на спремното и чисто срце, се што му треба, двојно ќе му предостави. Ете, со таква мисла и духовна насоченост и подготовка, како и нивните предходници апостолите, тргнале на пат овие духовни главостаци. Морале да изодат на изгазени патишта, да преминат гори, ридови и планови, да се впуштат во премостување на непреодни шуми, реки и долини и да дојдат во непозната земја, обкружена со бројни крвави непријатели, узурпатори, бездушни лицемери и тесногради себичници. Овие дојденци од далечна земја требало да ги омекнат срцата на тамошните словени, кои само пред известно време го напуштиле погумното паганство. Не е лесен овој премин. Не е воопшто едноставно мислото да стане правомисли, а славата да стане православие. Истовремено, и однатре и однадва, демниот звер треба да се отапи од скрилото на непријателот, да се омекне положбата и да се оправда делот, без разлика на сета негова неминовна величина и благородност. Неколку години денонокно народот бил просветлен. Неколку години поред се надминувале споровите и се поднесувале ниските удари на нечестивиот преку устата на разни негатори и овоземни интересери. На крајот, иако под силен и континуиран притисок, сепак делото растело, напредувало. И како прекрасна китка ги пораѓало своите неземни бои и мириси. Но дошло време да се појде на уште еден далечен пат, и тоа во Рим, во центарот на западното христијанство, каде во тоа време столувал тогаш православниот папа Адриан. Некаде по пат, тие морале да застанат во Венеција и овде меѓу препредените мретачки теолози и филозофи да се впуштат во расправа и полемика и успешно да ја победат така наречената тријазична ерес, што пак било клуч кој ќе ја отвори вратата на западниот патриарх и ќе ја утврди неговата дома. Сеќавањето од тоа време ни сведочат дека свети Кирил тогаш преку својата апологија стекнал светска слава. Овде на неговите зборови немало кој да му се спротивстави. Таква е наравка на вистината. Незе не е потребно оправдување, зашто таа е неприкосновена царица во човечките односи. Врз нејзините основи почива тајната на постоењето на свет. Тие во Рим биле примени со сите почести. Од страна на римскиот првоерах било одобрено и благословено нивното дело. На благочестивиот престол во римската катедрала Свети Петар на свечен начин
било поставено и воздигнато нивниот превод на словенската евангелија. За кратко време, како неминовна наплата за неговите претходни надчовечки напори и само пожртвување, се разболел Кирил по младиот од браќата, кој овде и го скончил својот долгочесен живот. Методи пак, сега како моравско-панонски архиепископ, во придружба на своите ученици, светите седмочисленици, се вратил во панонските и моравските земји, каде ја продолжил мисијата и го довршил своето најголемо дело. Овде тој целосно ја превел Библијата на словенски јазик по диалектот на македонците од Солун. Само заради ова е доволно за нас македонскиот народ вечно да ги паметнеме и вечно со благодарност да му се навраќаме и во молитвените сеќавања да ги повикуваме да ни бидат наши застапници. На Свети Методи исто така не му било дадено во мир и спокој да го проживее остатокот од својот живот. Непријателите на вистината не мирувале во својата коба и злопотност. Под нивно влијание, како претходни спасителот на светот Христос, и Свети Методи бил лажно обвинет и осуден и бил фрлен во темница околу 3 години. Набрзо потоа и неговото здравје попуштило. И некаде во средината на 885 година ја представил пред Господа својата блажена и праведна душа. Нивните ученици биле или убивани, или продадени во робија, или пак биле прогонени. Нам добро познатите Свети Климен, Свети Наум, Свети Сава, Свети Горasti, Свети Ангелари се вратиле во својата татковина Македонија и овде со огромен успех го продолжиле нивното свето дело и за навек го запечатиле. Од неповторливото житие на светите браќа можеме многу да научиме. Главната поука е дека се е мирливо во овој свет, освен Божјата невидлива и делотворна сила, која преку Светиот Дух изобилно се излева врз главите на неговите верни чеда. Богатството не се состои во трупање на блага и изобилство, кои еден ден неминовно ќе исчезнат, кога конечно ќе се затвори алчното око човече. Лично богатство е само оно што се создава преку нашиот дух, преку нашата самопрегодна и посветена работа. Да спасиш еден човек од погибел е доволно за да го стекнеш вечното царство небесно. Светите браќа Кирил и Методи и ден денеска насекаде по светот, преку нивното дело, спасуваат од погибел, од незнаење и од духовни црни, неброено мноштво народ. Ние заради тоа вечно ќе им бидеме благодарни. А дали сме нивни достојни наследници? Тоа треба секој од нас најпрво себе си да си го постави како прашање и потоа искрено да си го одговори. Да бидеш наследник на светите браќа не е проста зададеност. Не е ниту врв кој само еднаш се освојува. Нивното наследство одново и одново се стекнува. И од нас директно зависи дали тоа и понатаму ќе се множи и преумножи. Ние македонците треба да знаеме дека на добро тло сме насадени, дека нам ни е потребна само Божјата делотворна роса, а да никнеме во сиот раскош на Бога. Затоа да појдеме, брати и сестри, и да постапуваме и да правиме така. Многу ви благодарам. Уживајте во убаво пишаниот збор преку изведбата на децата од Младинското драмско поетско студио Премиера, предводени од сценаристката палка на професор Анита Мирчева, во прекрасниот музички перформанс на Петар Марков Квинтет и во изведбата на народни и црковни композиции. Македонска традиција што од колено на колено се пренесува преку изведбата на Државниот младенски балетски училишен центар
Илија Николовски Луј. Насока за традиционална музика и игра, чиј координатор е госпогица Влајница Илик. Бог, милостив и штедар, очекувајќи го покајувањето на луѓето за да се спасат сите и да дојдат до сознание на вистината. Бидејќи не му посакува смрт на грешникот, туку живот и покаяние. Дури и да е сосем оддаден на зло, не допушта човечкиот род да ослабне и да пропадне, ниту да подлегне на ѓаволско соблазнување и да загине. Семокниот и благ Бог од небитие во битие се што е видливо и невидливо го украсил со секаква убавина. Па тој што ќе размислува помалку, делумно ќе може да го разбере и да го препознае оној што создал такви чудесни и многобројни дела. Ноќ, шкорпион влакнест, црн, леплив, изгмечен. Келава мачка со влакнести шепи земјата заопаш диво ја влече. Јава на метлиште прчорок палав. Молк, него курега предсорник петел. Сонцето гасне, Илјада очи по магла се движат слепи. невиделица, До Кирил и Методија, ке биде што не било, за да биде биднината. било што ке не биде. До нив, Господи, кима ли и по нив слепи во иднината? Со сила во зборот и со единствена звезда симната од небесата, дојде филозофот меѓу паганите и им рече: Вие сте обкружени со демони. Кога ќе ги избркате од вашите души, кога ќе им кажете вашите срца се полни со зло, во вашите очи место за љубов нема и на ниедна боја од природата не се насладувате. Ете, кога ќе го измените тоа, тогаш спасение за вас ќе има. Така им зборуваше филозофот на старацените. Со звезда од небесата во зборот, а тие не му веруваа. Тогаш рече филозофот: Зборот беше на почетокот, а на почетокот беше и верувањето во зборот. Верувајте во срцето на душата.
не острете смртно оружје и против сонцето стрелби не праќајте. Така им зборуваше филозофот на сарацените, а тие не му веруваа. Вистината им ја зборуваш, а тие не му веруваа. По благи ветрови коработ негов ги отвори Касписките порти, а таму страво и ужаси. Морето се разбранува, небото темни облаци се збрало, светкавици кавказските планини ги тресат. Зеде филозофот да им зборува и им рече: И капините ќе цветаат, и водите ќе жуборат од планински извор, и птиците ќе пеат, и зори сончеви ќе будат, и сонцето, и луѓите со светкавици на небото ќе се здружат, и дождови плодни полето ќе го оплодат. Хазарите не му веруваа на зборот. Вистината им ја зборуваше, а тие не му веруваа. Константин беше посебен човек. Се дружеше со оние со кои беше пополезно. Ги одбегнуваше тие што одат по лош пат и размислуваше како да го раздели земното од небеското. Да се ослободи од ова тело и да живее за Бога. Откако ја изучи целата граматика за 3 месеци, се зафати за други науки. А по завршувањето на сарценската и хазарската мисија, преморен се врати во Цариград, каде сакаше да живее повлечен, далеко од врева, молејќи му се на Бога и престојувајќи во црквата на светите апостоли. И додека така филозофот му се радуваше на Бога, дојде друга работа и друга вест не помало од претходните. Ростислав, моравскиот кнез поттикнат од Бога, откако се посоветува со своите кнезови и моравјани, му упати пратеници на царот Михаил со порака. Нашите луѓе се откажаа од паганството и се придржуваат на христијанскиот закон. Но ние немаме таков учител што да ни ја објасни на наш јазик вистинската христијанска вера, за да не следат и другите земји гледајќи го тоа. Затоа испрати ни Господаре таков епископ и учител. Од кај тебе секогаш тргнуваат на сите страни добри закони. А царот, откако свика собор, го повика Константина филозофот и му рече: Знам дека си уморен филозофе, но ти треба да поидеш таму. Никој не може да ја заврши таа задача така како тебе. А филозофот му одговори: Макар што ми е снагата преморена и макар што сум болен, ќе одам таму на драго срце. Кога пристигна Константин во Моравија со големи почести, беше дочекан. Тој набр го создаде азбука, ја преведе сета црковна богослужба и тогаш се отворија ушите на глувите за да ги чујат зборовите на писанието и стана јасен јазикот на пелтеците. Бидејќи Божјата наука се ширеше, исконски злобниот зависливец, проколнатиот ѓавол, не можеше да го поднесе тоа, па почна да буди мнозина велејќи: Не се слави Бог со ова. Да му било тоа угодно, зарем не можел да направи уште од први, пишувајќи ги своите беседи, со букви да го слават Бога. Тој одбрал само 3 јазика: еврејскиот, латинскиот и грчкиот, на кои достојно да се слави Бог. Многу и ги навредуваа словенските книги, велејќи дека не е достојно ниеден народ да има свое писмо, освен евреите, грците и латините. Потоа се собраа против филозофот. Свештеници, епископи, црнорисци како врани на сокол и ја подигнаа тријазичната ерес велејќи: Човече, кажи ни, како си ги создал словенските книги и ги учиш од нив што досега никој не го измислил? А ние знаеме само 3 јазика на кои е достојно да се слави Бога. На тоа филозофот им одговори: Не врне ли дожд подеднакво за сите?
а сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишеме сите воздух еднаков? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а сите други народи сакате да бидат слепи и глуви. Кажете ми, дали Бога го сметате толку бесилен што да не сака да го даде тоа, или толку завидлив што да не сака? А ние познаваме повеќе народи што сте вешти на книга и го слават Бога, секој на својот јазик. Вие добро славите, но другите не го разбираат тоа. Јас му благодарам на мојот Господ Бог што подобро од сите вас познавам повеќе јазици, но во црква 5 збора сакам да кажам од својот ум, за и други да поучам, одошто 1000 јазици и 1000 зборови на туги јазици. Затоа, браќа, не бидете деца во умот, но со злото бидете деца, а со разумот бидете совршени. И дозволете секој народ на својот јазик да исповеда дека е Господ Исус Христос во славата на Бога. Така ги бранеше филозофот македонците. На мајчин јазик ги учеше, а тие му веруваа во зборот. И додека другите за навек исчезнуваа, тие низ векови обстојуваа. Многу мрак се беше собрал на народите, кога корека им готнавте молкот. Покажувајќи им го денот со божилакот на словото што сончоглед би. И кога со широчината на знакот моќен и со бескрајот на волјата сасавте тука преку ридот до светиот град, врутокот верба и умората сон ги вивна. Пресуши телото. Љубовта е прибра брат до брат. Желбата горе што златно провре векни запалените звуци, што продолжија како деца по крстопатите на словенското човеколюбие. Покрај море разбрането бистро, мисла во глава ти се цеди. И пред тебе гледаш исти запустени соништа бледи. Тука, во манастир, на брегот свеќа по свеќа се топи, наидува некој старец и пак полека си оди, молејки се полето повеќе да роди. Тогаш седна во соба темна со влага и восочна свеќа ти го осветлуваше денот. Иако срцето твое го вјасаше тага, ти сакаше на јазик свој да го браниш светот. Низ усни почна шепот да се реди и полето почна да се жнее. Се слушаа аз, буки, веди, за словенскиот народ сонцето почна да грее. Гледам зимски ноќи, летни планина гледам. Зборови во нови созвездија на неукосто од Солунско до Моравско, од Панонско до зад Карпатите. Мудро здраве е окото во облик на отворена книга. Орачи се враќаат во своите коледби после тешката сеидба. Нивниот вели глас одекнува од небото прекршувајќи се од осветлените грудки на обработената нива. И одбиен од челичните огледала на бурните времења сегашни, се слева низ иднината. Нивниот свет поглед прозрачува од сонцето разлеани зеници во камените очи на иконите и ги претвора нашите предзнаења во вера, љубов и надеж. Сега сите наши патишта кон љубовта на срцето не водат. Една невина доба од тука за нас започнува. Кристално чиста е шумата од букви и знаци. Допирот на тревата е топол, а во нашите очи силно звони смеата од цветовите на зборот. Од вашето избраздено чело врз прозорци и пореки румени латици капат. Патуваме пеш. Јас кон Јаши и Киев, вие кон Моравско. Јас се питомам себе си, вие питомите векови што во раката ви се виткаат.
Еј, учителу Кириле, и ти Методија, вие, што ги испишавте нашите светли патокази за сето новородено македонско семе. Радувајте се, учителу на своите чеда, на трендафили млади, кои со вашите слова љубов и знаење шират. Со вас сме за едно небо повисоки. Со вас сме за една вечност поумни. Со вас сме вечни и непокорени. Од аз, Буки, Веди па наваму, Со Кирил свети. и со Методи свети. Вие кои се викавте брате, Вие кои се сакавте и се баравте, вие кои се водевте преку планини и мориња, преку долини и врвови, вие кои бевте трнати подалеку и понатаму, вие кои ни пуштавте чисти води да го избистрат нашето постоење, дарувајте не уште еднаш со мир и спокој и благословете не. зашто од Господа сте испратени, за во нас да обстанете, за вечност да обстанеме. Вечна слава, учители, просветители, за многогодини денот, браќа и сестри, македонци.
Добро вечер на сите. Накратко сакам да го представам бендот. Јас уживав веќе до после, тоест перформансот кој што дечките го кажа и претходно говорат за светите апостоли и браќата Кирил и Методи. Ние сме джезери, малку ќе ги изджезираме нашите традиционални композиции македонски. Така што да, тоа е, повеќе ќе посвириме, а другите ќе бидат за говорењето. Ви благодариме.
Океј. Ќе ми биде огромна чест да ја затворам вечерва со мојот настап со една стара велешка композиција во Влашкото мало. Ќе ми биде чест да ја отсвирам тука во овој аранжман. И морам да ви го представам бендот. Имаме чест тука сите велешани вечер да слушаме врвни македонски музичари. Морам да ви представам првенствено двајца од нив. Ми е чест што свирам со нив. Павел Ренџов на тапани. Давор Јордановски, клавиатури, клавир, киборд. Светски Јанаши. Најмладиот член Симеон Будро на бас гитара. Има само 15 години. Да го поздравиме. Кавал Алекс Петковски од Скопје. Сите се од Скопје, само јас сум од Велес. Ви благодарам, се надеваме дека уживавте. Ние да.
Ni prela gora ni tkala sa zima zima bona ležala. Ni prela gora, ni tkala, sa zima bona ležala je. Sa zima bona ležala, sa bela zima prespala je.
не любавмо ци годинци, у љубав млади едени, у наше село големо. Slavite go Gospoda, zašto je dobar, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Slavite go mogutna bogovite, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Slavite go Gospoda nad gospodarite, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Jedini od kod pravi golemi čudesa, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Koji premudro sozdade nebo to, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Почитувани, нека овој прекрасен настан премине во традиција. Нека биде светлина, нека се слави словото, писменоста што вечно зрачи нека ги грее нашите срца. Да се радуваме на животот, да се радуваме на нашите учители, просветители. Нека им е вечна славата. Амин. Ве поканувам на коктел во дворот.